Тоа што е дефинирано во Законот за владата е дефинирано на основа на една дебата или преговори, ако сакате, во тоа време кое што се водеа помеѓу политичките субјекти, а се со цел да се обезбеди легитимен изборен процес. Вие знаете и се сеќавате на периодот додека Груевски ја предводеше владата на ВМРО-ДПМН, како и на кој начин и што се случуваше во текот на изборниот процес. Да, покрај Пружинската беше и специјалното јавно обвинителство кое знаеме како заврши. Се сеќавате на издавање на лични документи за други лица, па се сеќавате на издавање на лични документи на граѓани од Пустец кои што гласаа во Македонија, па се сеќавате на промена на лични документи, па граѓани од Кавадарци доаѓа да гласат во Скопје, па некои од Свети Никола и така натаму и така натаму. Значи манипулација со изборните действија, со избирачкиот список и така натаму. Добро, но од тогаш има поминато голем број на изборни циклуси, каде што изборите се оценети како демократски и вие се сеќавате исто така за злоупотребата на администрацијата во тој период. Се сеќавате на злоупотребата на социјалните трансфери и така натаму. Сето тоа беше предуслов да се бара во тоа време преку еден диалог да дојдеме до решение. А тоа решение значеше да имаме специјално јавно обвинителство кое што ќе ги процесира сите тие дела кои што беа практично покажани на јавноста преку вистината за Македонија или преку тие прислушувани разговори, а од друга страна да се гарантира фер и демократски изборен процес, се побара во тој момент да имаме Министерство за внатрешни работи и Министерство за труд и социјална политика со министри кои што ќе ги раководат, а при тоа да имаме заменици министри во 3 министерства: Министерство за финансии, Министерство за администрација и Министерство за земеделие. И тогаш се договори структурата на тоа законско решение, со тоа што кога се донесе тој закон за влада, во преодните и завршните одредби стоеше дека одредбите во однос на преодната влада ќе важат само за изборите во 2016 година, за тие парламентарни избори. И после тоа се прекинува изборниот процес да биде воден од некаква преодна влада. Што се случи во меѓувреме? 2017 година се организира локални избори. Тогашната влада, предводена од СДСМ, покажа еден висок капацитет да спроведување на демократски фер избори без злоупотреби на државните ресурси, без никакви забелешки, освен некакви од техничка природа кои што ги има на секој изборен процес од страна на ОПСИ и ОДИХР. Меѓутоа, кога се преговараше 2018 година во однос на референдумот, поддршка на референдумот и така натаму од ВМРО-ДПМН, на средба помеѓу тогашниот премиер Заев и лидерот на опозицијата Мицковски, едно од барањата на Мицковски беше да се врати преодната влада повторно во законот за влада. Затоа што смета дека на тој начин опозицијата ќе има механизми со кои што ќе учествува во креирање на поволен политички амбиент за фер и демократски избори, и тогаш Социјалдемократскиот сојуз прифати да се врати техничката влада, односно таа преодна влада во закон за влада, се врати како преодна влада, меѓутоа не се стави посебна преодна одредба со која што ќе кажеме да ќе важи за еден изборен циклус и така натаму, туку важи во континуитет. Сега, што подразбира договорот од Пржино? Тој подразбира договор меѓу парламентарните партии, најголемите 4 политички партии, и гаранции од страна на Европската Унија и од страна на Соединетите Американски држави. Така да, овој разговор за техничка влада, преодна влада и така натаму, ако се води, треба да се води во рамките на најголемите политички партии во собранието и секако со меѓународната заедница, за да се изанализира од секако можен аспект. Ние сметаме дека треба сега да продолжи за следните парламентарни избори истиот начин на функционирање на техничката влада. Дали има простор да се разговара за одредени модификации? Може би има. Да, тоа го најави и вчера премиерот Мицковски, рече дека ќе се консултира
и со СДСМ, да има политички консензус околу одлуката дали и ќе продолжи техничката влада, може би не за овој, туку за следниот изборен циклус. Секако дека консензусот е важен по ова прашање, заради тоа што низ консензус и со гаранции на Соединените Американски држави и Европската унија како наши стратешки партнери е донесено вакво законско решение и на основа на тоа треба и тој принцип доколку дојде до било каква промена. Сега сметаме дека треба да остане ова законско решение кое што го имаме и не гледам причина од било какво брзање во однос на носењето на ова законско решение.